Здраво, дечиња читателчиња. Денеска сакам да ви прочитам краток извадок од романот Ронја, разбойничката ќерка од светски познатата шведска авторка Астрид Линдгрен. Станува збор за едно девојче Ронја, единствена ќерка на Матис, разбойник кој што владее со волшебната шума. Еден ден Ронја ќе се запознае со синот на другиот разбойник, најголемиот непријател на нејзиниот татко. А вие за да откриете како ќе заврши оваа приказна, односно дали пријателството помеѓу Ронја и Бирк ќе ги помири двајцата татковци, треба да ја прочитате оваа книга. Јас ви издвоив еден краток дел, кога Ронја станува доволно возрасна за да почне сама да ја истражува и да ја открива шумата. Убава е како малечка харпија, нели? Еластична е, темноока и црнокоса како нив. Никогаш не сте виделе олку прекрасно дете, нели? Разбойниците кимнуваа со главите и се согласуваа. Но Ронја седеше мирно под масата со своите шишарки и камења и кога ги гледаше стапалата на разбойниците во бушавите кожени папучи, си замислуваше дека тоа се нејзините непослушни козички. Такви имаше видено во шталата за козички каде што ја носеше Ловис кога молзеше млеко. Ронја немаше видено ништо повеќе од тоа во својот кус живот. Не знаеше што има надвор од замокот на Матис. Еден убав ден Матис свати дека е време, колку и да не сакаше да си признае. Ловис, и рече тој на својата сопруга. Нашето дете мора да научи како се живее во шумата на Матис. Пушти ја. Аха, конечно го свати тоа, рече Ловис. Тоа требаше да се случи многу одамна ако ме прашува некој мене. Така Ронја сега беше слободна да шета наоколу. Сепак, најпрвин Матис ја научи на некои работи. Пази се од дивите харпи, сивите џуџиња и разбойниците на Борка, рече тој. Како да знам кои се дивите харпи, сивите џуџиња и разбойниците на Борка? Праша Ронја. Ке знаеш, рече Матис. Аха, така значи, рече Ронја. Исто така, внимавај да не се изгубиш во шумата, рече Матис. Што да правам ако се изгубам во шумата? Праша Ронја. Ќе најдеш вистинската патека, рече Матис. Аха, така значи, рече Ронја. Исто така, внимавај да не паднеш во реката, рече Матис. Што да правам ако паднам во реката? Праша Ронја. Ке пливаш, рече Матис. Аха, така значи, рече Ронја. Исто така внимавај да не паднеш во пеколниот понор, рече Матис. Потоа мислеше на бездната која го делеше замокот на Матис право по средината. Што да правам ако паднам во пеколниот понор? Праша Ронја. Тогаш ништо не правиш, рече Матис и гласно зааржа како одеднаш цела болка да му излезе од градите. Така значи, рече Ронја, кога Матис престана да ржи. Тогаш нема да паднам во пеколниот понор. Има ли уште нешто? Да, секако дека има, рече Матис. Ке видиш и самата. Ајде, оди сега.